Господине Витанов, економската криза трае 2 години. За земја како што е Македонија, каде што економијата во овие 25 години е болна точка, тоа се чини дека е предолго. Кажете ми како сега преживуваат фирмите и граѓаните, а особено што нема крај, не се гледа излез од тунелот. Добро, први, јас би сакал малку да ве коригирам. Економската криза во Македонија трае веќе 20 години. Може би таму негде уште од ембаргото, кога почна најсериозниот удар дојде и ние сме постојано во опоравување. Меѓутоа тоа што боли е што сега премногу е запоставено од оние кои што треба да се грижат, нели, од извршните власти и законодавните власти во Македонија. Во последните 2 години практички никој не збори веќе за економијата и затоа импликациите се тука. Јасно е дека колку и да се бориме, колку и стопанството да се труди, а стопанството нема избор. Он мора во се да гледа шанса и да работи. Мислам дека како што сега е сериозна состојбата, никогаш не била посериозна. Да, кога зборуваме за економија, можеби тоа се некои работи кои за дел од граѓаните не се секогаш разбирливи, тука се употребуваат некои термини кои се толку повеќе разбирливи за стручната јавност, но граѓаните мораат да преживеат секојдневно. Граѓаните мораат да платат сметки, а тоа многу добро го разбираат. Граѓаните мораат да платат извршители, мора да имаат работа. Дали истите се проблемите, истите стопанства. Ова граѓаните го разбираат, но дали го разбираат политичарите? Не, за жал не, и тоа тука униформирано можеме да кажеме се однесува за сите политичари. И е еден пример од кога завршија изборите до сега ниту еден политичар не зборува за економија. И тоа многу загрижува, они постојано се надитруваат меѓусебно и мислам дека постојано нивните интереси, лични и партиски, постојано ги стават пред заедничките интереси. Ако некој креира нова вредност во општеството, тоа е стопанството. Сите други потоа на основа на таа креирана нова вредност имаме благопријатно или кризно стопанисување, што значи на пиедесталот мора да дојде економијата. Инаку нема друго. Ние имаме примери, стотици примери во стотици држави каде што низ историјата, кога фокусот го дале на економијата, од пепел државите изникнувале и станувале водечки во регионот, развој имало, благосостојба имало, благопријатност, а тогаш има и мир, тогаш има и демократија. Знаете, кога немате економија, се јавува национализам, се јавува омраза, фрустрација во општеството. Сега да не изигрувам психолог, не сум, меѓутоа искуствата во човештвото се познати. Ние имаме сега типична таа ситуација. Вие контактирате со компаниите, со стопанските комори, што ви велат, какви пораки ви пренесуваат? Вака, како што кажав, стопанството нема избор и они во тоа ќе види шанса. Меѓутоа тоа што најмногу загрижува е што ние надвор не можеме да пласираме како што треба, затоа што се откажуваат договори заради нестабилноста и затоа што имиџот не е нарушен. Никој не може да верува дека сега вие може да понудите квалитет кога општеството ви е во таква континуирана долгогодишна криза. И тогаш што правиме? Кајмакот дури на оние кои што работат го земаат посредници, дистрибутери, за да се ние бајпасираме на големите пазари, барем оние кои што се уште се присутни на големите пазари. Мислам дека мора да дојде малце до освестување. Премногу се жешки главите, јас дури економски, ако се изразам, односно спортски, ако се изразам, ние економистите викаме, политичарите постојано веќе извесен период дриблат на аутлинија. Они се надитруваат за работи кои што не носат нова вредност во стопанството. Малце нека влезат во 16 метри. Нека почнат да зборат за економија. Мислам дека кога ќе почнат да зборат за економија ќе се релативизираат сите други меѓуетнички односи. Малце да апелирам тука до сите институции, до сите економски институции, ние од Асоциација на менаџерите, комората, не знам, било кој од фелата, но исто така и Ману, председателот, сите оние кои што се институционализирано, директно или индиректно врзани за оваа работа, малце да им наметнеме на политичарите фокусот да го сменат. Од дриблење на аутлинија да отидеме малце кон поентирање, кон економијата, кон стопанство. Ништо нема да направиме ако економијата не ја ставиме на пиедесталот. Системски ние ги погрешивме работите. Политичарите треба да служат на оној што ствара нова вредност за да створи уште поголема вредност. Сега економијата ние ја ставивме во служба на политичарите. Релевантни фактори стана оние фирми кои што исклучиво работат со буџетот, кои што 50% од пласманите им се буџетски. Тие ние не ги сметаме за економисти. Тие ги сметаме за крлежи на стопанството. Економисти и оние кои што се фактор во општеството, се оние кои што на пазарна конкуренција, на конкурентска основа, каде што ни 20% од своите приходи не ги остваруваат преку буџетските институции. Тие ги заборавивме комплетно. А тие не се обоени. Тие само знаат да прават профит, а сега се спречени. Сега не им е дадена шанса да прават профит. И тие привлекуваат граѓани кои што сакат да се ја гледат работата, кои што сакат да бидат домакини, дома да однесат плюс парче леп.
Тие луѓе во Македонија се заборавени во последниот период. Да, дел од овие слабости кои ги кажувате се нотирани и во последниот извештај на State Департментот за Македонија, особено за влијанието на владата кај приватните бизнеси, ќе зборуваме ние за тоа подоцна во самиот дневник, но сакам на крај да ве прашам уште една работа. Вие долги години ги следите состојбите во Македонија. Кажете ми сега како ви се чини? Гледате ли светло на крајот на тунелот? Мора да има таа работа, значи ако не гледаме светло да земеме да си ја угасиме државата, така како не. Светло имаме, меѓутоа приоритет треба да даеме на работите што ќе не однесат до светлото. Значи треба да ставиме во прва брзина, сега возот стои. И затоа не го гледаме светлото. И после се расправаме внатре, сам кој да биде машиновозач. Добро, тука ве прашувам пред се во политичка смисла. Гледате ли секако можност за нормализација на состојбите, може ли? Нормално, пазите, ние веруваме дека сите политички опции имаат добра намера. Но исто така знаеме дека патот до пеколот е поплочен со добри намери. Значи апелираме на свест. А иначе да, оптимисти сме. Да не сум оптимист, сега јас не би било овде во вашата емисија. Но малце со ладни глави да разгледаме, да даеме приоритети, на крај да видиме што всушност ние се брои. Не се брои дриблингот, се брои голот. Ако ние немаме зголемен GDP, ако немаме зголемена стапка на вработеноста, ако не отвараме нови капацитети, ако извозот не се зголеми, ако не го намалиме дефицитот во меѓународната трговска размена, кој што за Македонија е рак рана, ако не ги намалиме долговите, се друго е џабе кој на кого што му кажал и кој какво парламентарно мнозинство направил. Да седнеме сега сите на маса, Господ дал маса, да се обединиме сега сите кои што нешто значат во ово општество, кои што сакат нешто да придонесат, независно по бои и по определба, емоциите на страна, рациото на маса и да видиме што сега ние имаме како аргументи за и против, во кој правец ако тргнеме, што ќе не се случи, а има денови за мегдан, фала Богу, гледам сите политичари што се сега игра, сите се млади. Никој нема ни 50 години, има време, они ќе се докажуваат по квалитет. Премногу сме заинатени, премногу емоциите владеат наспроти рациото. Во економијата емоциите не се позната категорија. Рациото е позната категорија. Носи нешто нова вредност или не? Да.